Сакам да ви кажам, се она, ова се однесе на, сум го зборил ова и порано, сум го пишал у колумни. За жал, останавме слепи на овие работи, и остануваме уште слепи. Не е поентата да си вадиме очи, да бидеме како рогови во вреќа. Ова само сакав да ви кажам. Али тоа е небитно, да не го ширам сега муабетот, пошто муабетот ми беше како се роди, како албанците го родија практично Милошевиќ на Косово. Вака го родија. Затоа што кога имаа моќта, изгубија контрола на тој, така да го наречеме, нивни национализам, да не употребам некој збор, на штета на останатите кои што живеа на територија на таа република некогаш на Косово, во рамките на таа Југославија. И да не зборам после дека има она помалце битнота по овакво, дека со тој устав во 74-та имаа право како покрајина со сменети, нели, процентуален однос на албанци внатре однос на Срби, имаа право да ставаат вето на секоја одлука на српските власти, на српската, на комунистичка партија, како се биташе, нели, у тоа време. Или на, не знам, било која државна институција кај што требаше да се одлучуваат и автономните покрајни Војводина или Косово. Фактички, може на секоја одлука на србите да ставаат вето и таа да не се изгласа. Така почна и со се ова што ви го кажав на Косово што се дешаваше, така и почна тој раѓањето на Слободан Милошевиќ и на тој национализам српски кој што подоцна можеби најмногу кумуваше таа држава Југославија да се распадне. Не велам дека беше единствен виновник, затоа што, нели, за развод се секогаш потребни двајца, за распад на држава тогаш сносеа одговорност овие сите нејзини републики што беа, но мислам дека најмногу држа инат србите во моментот кога можеби требаше да се пружи рака да се изгладат некои работи, но небитно тоа. Не ќам да кажувам дека биле највиновни или но сносеа голем дел од вината. Не се, тоа беа други околности, не ги коментираме. Сакам да кажам на албанците, на албанските партијаве сега на овие влем кои што коалицираат со ВМРО. Со вакви провокации не одите никаде. Сум бил сведок на еден распад на држава. Ги знам добро причините. Ги видовме резултатите, ги видовме последиците. Немојте да мислите дека ако моментално сте во некоја предност, имате моќ како народ, дека треба тоа да го злоупотребите, затоа што времињата се менуваат. Ова не е никаква закана, ова е само предупредување дека светот, поготово денес, како што се одвиваат брзо настаните, е тркало. Денес си горе, утре си доле. А треба пак да останеш со комшијата у добри односи, да можеш да го погледнеш у очи утре. Да можеш да му побараш помош. Тоа важи и за македонците, и за албанците, и за ромите, и за секој друг. Ништо не правите вака. Не знам колку нашиве, зборам за македонскиве овие политичари, и зошо 30 години не најдоа начин да го испеглаат тоа, мижеа, ќутеа. Велам да го испеглаат. Значи, кога велам да го испеглаат, не велам дека мора насилно да го испеглаат. Но зошто повторно, како во време на залезот, пред распадот на бивша Југославија,
Зошто повторно истите реторики? Ке се закануваме, ке правиме ова, ке правиме она, ке правиме вака, ке правиме така. Знаете дека тоа буди истоветна реакција од македонска страна. Знаете дека е многу глупо и многу пријатно би им дошло на некој, пак на Балканот, некои будали, некои племиња да се зачукаат меѓу себе. Дали албанци со македонци, дали албанци со срби, дали не знам овој. Знаете колку убаво ќе им дојде? Пак таман ќе им потврдиме какви глупаци сме што не знаат да научат лекциите од своето блиско минато. Мене ми е многу јасно дека меѓу нас има разлики меѓу македонците и албанците. Понекогаш и мене знае да ми проработи она, кој не проколна, со шиптариве да живееме. Ма ќе ви кажем една друга работа. Ова го мислат повеќето, мислам повеќето. И други македонци вака размислуваат. Како што и албанците размислуваат соодветно у однос на македонците. Но да ви кажем една работа. Тоа не е реална моја емоција. Затоа што ако ќе седнам со мојот бербе Роки, кој е албанец, и со кој што секојаш ќе се направиш феноменален муабет, најотворен. Кога ќе седнев порано со покојниот колега Луран Ахмети, исто вака сме правили отворени муабет и ќе му кажам: Луран, ајде кажи бе, ви албанците кои сте сами, што зборите за нас македонци? И све ќе ми каже. Она најлошо. И ќе ме прашаме: вие што зборите? И јас све ќе му кажам. Значи, дури, знаете до каде ми е мои албанци, дури ми е непријатно кога ќе слушнам некој ваш албанец седи па да се покаже дека он надминал некои комплекси у животов, па кога ќе сам себе се нарече: аве, ние шиптари, не е шип. Мене ми е незгодно да слушам, затоа што ја лично не ми доаѓа веќе да ве нарекувам шиптар, него искрено ми е непријатно кога го слушам со тоа он таквите албанци, знаете отприлика кои се некои се јавни личности, со тоа да ме покажува: еве колку сум ја отворен, колку немам проблем со моите комплекси, дури сам пред македонците да се разбирате. Ама мене ми е непријатно кога слушам. Ја искрено до тој момент сакам да си каже: ние албанците или јас како албанец нема потреба од тоа, затоа што македонците веќе немаат проблем, ја немам никаков проблем да у ситуација да ве наречам и приватно кога зборам албанци ова, албанци друга, пријател мој албанец, берберот мој албанец, овој албанец. Но тргнете се од себе. Како да ви кажам, издвојте се од тона племенското, барем кога живеете, ова важи за сите, не дека албанциве се племе и така натаму, за сите. Мора да се тргнете од тоа етноплеменското, особено ако живеете во заедница со многу други етнички заедници, од кои што не знам, најмнозинската е се македонците. Не можете така. Стварате пизма кај сите останати, не само кај македонците. Зошто сакате со сила некој да не ве сака, да ве мрази, да има презир кон вас, да му потикнете иста соодветна реакција кон вас? Па утре мое мало гомна срало, твое мало гомна јало, шо викаше Горан Стефановски. Каде води тоа, бе? Сакате друга војна? Пак да гинат луѓе? Да се случуваат зверства? Не дај Боже, ко ние што
што беа у бивша Југославија, па и тука која беше онаа краткотрајна 6-месечна војна. Зашто бе уште ви треба, место да го изгасите бурево барот, вие провоцирате нови провокации? Зашто утре таа омраза што се родила 2001, загинале деца на албански мајки, загинале деца на македонски мајки, на ромски мајки? Зашо генерацијски таа омраза со плюс крв би се продлабочувала и би се префрлала од колено на колено? За уште да ве ебат овие од запад како стигнат? Да не ебат по право како стигнат? Да не држат како во кафез во зоолошка, дека сме примитивни, вакви, онакви? Не ги научивте лекциите од војните од бивша Југославија, од граѓанската војна? Тркало е светов, поготово сега. Вообразеност и арогантност може лесно да ве донесе и немање чувство за заедништво со останатите етнички заедници со кои што живеете, драги албанци, ќе ве донесе пак на најдолниот степеник еден ден, на најдолната басамак. Неминовно е тоа. Сик трансит глорија мунди. Кој бил горе, ќе биде доле. Затоа ароганцијата не помага. Пробајте, сватете го ова. А сватете го и оние кои што се на власт, македонците, од ВМРО, ДПМН коалицијата. Ако вакви работи почна да излегуваат од парламент на улица, бидете спремни дека мора веднаш да реагирате. Веднаш. Знам дека е тешко, сум го кажал тоа и многу пати. Треба да се обидеме сите и со сите сили. А тука пред се мислам и на албанците и на македонците, пошто се како рогови во реке. Пробајте изградете некој дел што ќе представува наш заеднички, како да ви кажам, идентитет, именител, како сакате кажете го. Од тука ќе тргне темелот на градење на некоја нација утре за утре. Така се доаѓа до стабилност. А обратно, секоја политичка и економска нестабилност, општествена нестабилност, само ја појачува првата, она опција на шовинизмот, на сепаратизмот. Тоа станува Ахилова пета на секоја заедница држава и тука почна нејзиниот и физички распад. А кон тамо ние одиме. Ако овие работи не успееме да седнеме на маса на време и да ги договориме, да си пружиме рака пред да почне срањето. Никој не ви кажа на вас да си ја сакате Албанија као матична земја или што знам Косово или ова или она. Ама вакво однесување у рамки на ваква Македонија, во вакви геополитички услови, кога тогаш ќе доведе до повторно крвопролевање? Тоа можам да ви го гарантирам, затоа што бев сведок од блиску на еден распад на една голема држава, што за жал не успеа да опстои, затоа што некој им пушти добар пас на сите оние групи, струи, како сакате наречете ги, кои што имаат цел да ја срушат. И го добивме ова што го добивме денес. Не ова југоносталгија, повторувам.
Зборувам за шансите што ги имаше една држава да стане многу помоćна од некои сега што се најмоćни европски држави, а наместо да стане тоа, стана пример за геноциди и колежи на тлото на Европа од една таква држава. Затоа што паметните, кога не требаше, чутеа и не им се спротиставија на шакалите и на волците кои што сакаат да растурат. Затоа отварање очи. Секој народ кога е опозиција на моќ, на подем, може да се курчи, како што се сега вие како албанци, веќе 20 години у подем, затоа што имате добра поддршка од надвор и се курчите. Како што бугарите сега ни се курчат, затоа што се членки на ЕУ, па ни се курчат. А ние македонците сме најслаби во последниве 80 години. Најразединети, најслаби, најова, најона. И сега нормално сите се курчите. Ни се курчите. Ама тоа нема да ве одведе никаде. Само ќе се заврти тркалото и ќе дојде некое друго време, а денес, како што реков, времето брзо се менува. Затоа памет у глава и вие како албанци и ние како македонци и отварање 4 очи да не се дозволи било каков иредентизам, желба за сепаратизам, шовинизам да го преземе колективниот наратив, колективното внимание на јавноста во Македонија. Во таа смисла еднаш последен пат кога бев гости на Само Вистина со Агим Јунус, го кажав тоа. Крајно време е државата во таква ситуација, ако повторно се појави, пошто нели нон-стоп сега се постојат овие предпоставки дека не знам се ова и тогаш нешто крвава пролет ке есен ке била, не знам турбулентна поправа, не крвава нема. Значи затоа го реков тоа. Крајно време е државата, зборам како држава, брутално да реагира на секој обид да се дестабилизира однатре државата, поготово со помош на шовинизмот и сепаратизмот од било која страна да доаѓаат. Брутално, без пардон. Мора ова да го научите. Ако сакаме да ја стабилизираме држава, да направиме некоја оска заедничко околу која што сите ќе се свртат, ќе се испреплетат. Ама со ставање на таклабасите на маса и мерење кој моментов му е поголем, го видовме тоа. Крајот на 80-тите, цели 80-ти, крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите до каде одведе? До катастрофа, ама за сите.